Добро вечер, тредневник на К3. Косовската полиција го уапси Сулејман Османи од селото Брест, осомничен за настаните во Куманово, кој им побегна на македонските полицајци кога им го покажувал местото каде било сокриено оружјето. Министерството за внатрешни работи доби известување од Косовската полиција дека вчера во село Летниче, кај Витина, е уапсен Сулејман Османи од селото Бреза, осомничен за учество во настаните во Куманово во мај годинава, а кој побегна на полицијата кога им го покажувал местото каде што било скриено оружјето. Османи, користејќи го непристапниот планински предел, успеал да избега во Косово. Од МВР потврдија дека Косовската полиција постапила по меѓународната потерница издадена од Македонија, веќе е потврден идентитетот на лицето. Според Косовската полиција, како што објавија косовските медиуми, во куќата на Османи пронеден е дел од оружјето украдено за време на нападот на карулата во Гошинце. Портпаролот на Косовската полиција, Баки Келани, информира дека кај осомничениот е пронеден и одземен и пиштол со муниција, а целата акција полицијата ја спровела во координација со надлежен јавен обвинител. Македонија е во жолта фаза, температурите одат и до 40 степен. Граѓаните да се држат до препораките на стручните лица за заштита од штетното влијание на сонцето и топлотни удари. Македонија веќе неколку дена се наоѓа во жолтата фаза поради големи горештини. Ваквото топло време им создава на граѓаните одредени проблеми кои им пречат во секојдневниот живот. Нашата екипа денеска беше на терен меѓу кумановци, кој ни раскажа како се снаоѓаат на топлото време. Што ќе правиш? Тоа е сега. Време сезона топло, луѓе плаќаат, пари се сунча, а ми без пари сунча. Чуди, кај нигде нема бе. Добро, до сега. Да го понесуваме. Работиме и така. Работиме проект 42 со чистење на згради, натрешно чистење на згради. И така. Наворе многу топло, пиете ли повеќе течности? Па пиеме, носиме вода, течности, такви работи. Не искачам многу надоле. Ви паѓат ли тешко? Не, научен сум ја на овој температура. Што предлагате за овие големи горештини, еден апел ваш? Па што бе, да се помогне на градевни работници само. На овие други ништо може да си најде владовина. А граѓани си ја ги чука на кров. 40 степена температура. Наискрено, значи, ако сам млада, значи многу е вруќо, многу е топло, али успоредно, значи на наши години, па добри ви поднесуваме, значи еве сак моментално ќе идеме, ќе скочиме да прошетаме, идеме на базен, шетаме се, значи поиси у воду, значи. Како ќе го поминете денот? Искрено сак иду до центар, ќе иду после на гости, прекрасно, значи најубаво овие летни топлотни, значи денови, добро е. Според мене, значи јас сум млада, може да издржам колку што сакам, значи топло, али на деца сами, значи вруќо ги е на деца. Овие денови, последниве поготово недела дена, имаме не доста, него енормни големи вручини. Дали за бидејќи претходното време беше малку со температура до 20 степени, како ги поднесуваме? Гледате дека скоро нема луѓе по градот, сите се негде во сенка или дома. И така и обично ние што мораме да излеземе по работа и по такви работи, со голема количина на течности и со облека лесна, не да внимаваат луѓето, поготово малите деца и повозрастните, со хронични болни, тешко, многу тешко, напорно, полека, излегување утрински часови, попладневни часови, после 5 часот, секогаш одиме таму. Јас со деца, поготово покрај река, некаде или покрај базени, такви работи. Прв совет за пациентите, за луѓето е да избегнуваат да излегуваат надвор во периодот кога е кога е најтопло, значи од прилика околу 10 часот наутро до околу 18 часот попладне. Втор совет е рехидрирање, значи внесување на течности, повеќе течности, значи тоа значи 3-4 литри 5 литри дневно течности, да во вид на вода, дали се тоа било кој тип на освежителни напитоци. Второ, да носење на лесна облека од природни материјали, памучна облека која што ќе го покрива телото со светли бои, значи да го покрива целото тело и со светли бои. Заштита на главата, носење на капа, шешир, заштита на очите, со носење на квалитетни наочила кои што го одбиваат UV зраците,
Најчесто од овие горештини проблеми имаат хроничните пациенти, значи постарите хронично болни пациенти, како и помалите, децата, најмалите оние бебињата. Поради тоа посебно треба внимание да се обрне кај нив за совет за хроничните пациенти да излегуваат во периодите кога е најголема жештина и да се придржуваат кон советите на лекарите и да ја примаат својата терапија редовно. Иначе од такви пациенти најчесто имаат потреба од физичка активност, значи имаат потреба од прошетки, таквите прошетки ако ги прават да ги прават во раните утрински часови или пак подоцна навечер кога и температурите се пониски. Како и да е, апелот до сите да не излегуваат во период помеѓу 10 и 18 часот, да се пијат што повеќе течности, да се внесува повеќе овошји и зеленчук. Тоа е вистинскиот и единствен рецепт за да полесно ги совладаме овие пеколни температури. Во Куманово недостасуваат уште фонтани и јавни чешми, кои особено им се потребни на граѓаните во летниот период. Постојат единствено неколку фонтани кои се наоѓаат во централното градско подрачје, а според граѓаните тие се потребни и на другите делови од градот, но секако доколку нормално функционираат. И додека во другите европски градови луѓето се воодушевуваат на прекрасните фонтани кои пленат со својот изглед и дизајн, во Куманово граѓаните се жалат дека не само што недостасуваат фонтани и јавни чешми, туку и оние со кои располага градот не работат. Особено во летниот период кога се потребни чешми во функција на сите локации од градот, кумановчани нема каде да се освежат и разладат. Постојат единствено неколку фонтани кои се наоѓаат во централното градско подрачје, а според граѓаните тие се потребни на другите делови од градот, но секако доколку нормално функционираат. Треба фонтани да има повише и на повеќе места. Како не пуно, но 3-4 сигурно. Особено во летниот период. Да се разладуваат и деца и да се треба. Голем град нема ништо, тоа е. Потребни се, пошто вручина е, треба. Зимно време може да ги сапрев, мраз, али летно време е потребно. Било куде да се стави и оште. Би требало повеќе да има, да не и тоа е некое решение со овие жештини, ама сепак треба. Еве, пошли сме, например, со дете или за возрастни, чисто да се разлади човек да оне на жештините. Треба секако. За 2-3 фонтани низ центар дали ги има која работи, која не. Јавни чешми да, а за фонтани не знам, тоа се троши вода, може и без потребно, али добро, треба да јавни чешми треба да има. Треба повеќе сигурно. Сигурно они повеќе не работат. Еве сега сред лето не работи фонтана. Другата сигурно исто не работи. Запушени со отпад, некојаш преливат и така. Ништо нема, нема фонтани, нема паркови, нема ништо. А потребни ли се повеќе? Потребни, сигурно потребни. Граѓаните тоа го сакат, али власти. И покрај тоа што на градскиот поштат има 2 големи фонтани во моментот кога ние поминувавме не функционираа. За фонтаната на Батко Ѓурѓија знаеме дека во зимскиот период е празна, но прашањето е заслужува ли Батко да се пече и на ова пеколно сонце. Граѓаните да внимаваат особено во летниот период да не предизвикуваат пожар. Од територијална противпожарна единица Куманово апелираат да обрнат поголемо внимание бидејќи казните за предизвикување пожар се високи. Од територијалната противпожарна единица Куманово апелираат граѓаните да внимаваат особено во летниот период да не предизвикуваат пожари. Утаму вела дека во почетокот на јули нема екстремно зголемување на бројот на пожарите, бидејќи граѓаните внимаваат поради жетвата која е во полнек да не ги опожарат житните култури. До сега бележиме 7 интервенции, моментално екипа е на терен, така да 8 интервенции имаме. Со оглед дека допрва започнуваат горештините, очекуваме зголемен број на пожари, поготово со завршување на жетвените активности. Бидејќи кај нашиот народ тоа е општо позната пракса, по завршување на жетвата да започнат масовно со палење на стрништа, што повторно морам да потенцирам дека е казниво со закон, забрането палење на отворен простор. Казните се енормно високи. Бидејќи законот за предизвикување на пожари предвидува строги казни за сторителите,
Од пожарната апелираат граѓаните да обрнат поголемо внимание, бидејќи ќе бидат санкционирани. Добро внимание при жетвените активности на исправноста на земјоделските машини, комбајн, трактор и останати, бидејќи во често доаѓа до пожарување токму од земјоделските машини. Со некоја искра од ауспух од издувник преку издувните цевки за гасови што се може да дојде до пожарување. Обично би требало да практикуваат сите комбајнери да имаат барем еден апарат С9 за почетно гасење на пожар. Тоа во глобала се некои мерки кои би требале самите да си ги преземат луѓето. Пожарната располага со 8 противпожарни возила и 50 на пожарникари кои се спремни да интервенираат во текот на сите 24 часа дневно на подрачјето на Куманово, Липково и Старо Нагоричане. Започна сезоната на жетва во Кумановско. Јачменот е веќе ожнеен во поголемиот број од селата во Пчинскиот и Старонагоричкиот регион, а се очекува секој момент да започне и жетвата на пченица. Приносите на јачмен се за околу 40 до 50% помали за разлика од лани поради неповолните климатски услови кои што го зафатија Кумановскиот регион, информираат од Агенцијата за развој на земјоделството, од каде што посочија дека земјоделците може да искористат и можноста да аплицираат за мерката 50-50 за купување нова земјоделска механизација. Сезоната на жнеење на житните култури е во полнек. Ова лето приносите се значајно намалени во однос на минатото, поради дождовите и поплавите кои го зафатија регионот, заради што житарицата била поподложна на пепелница и други болести. Приносите се движат од 2,5 до 3 тони по хектар. Жетвата во Кумановско се одвива нормално бидејќи земјоделците располагаат со комбајни и друга земјоделска механизација. Наскоро се очекува да започне и жетвата на пченицата, информираат од Агенцијата за развој на земјоделството. Теќе и при крај, така ќе можам да кажам, жетвата на јачменот. Многу луѓето не се, мислам, ево, ќе зборувам за Пчинскиот регион, мислам, ево и за Старо Нагоричане, приносите не се многу големи, но сепак задоволителни, али што проблемот е цената. Значи, сега почнува, значи, за една недела, една недела, ќе почне и жетвата на пченицата. И во Липковско жетвата се одвива нормално. Јачменот е скоро ожнеан, информираат оттаму и додаваат дека тамошниот регион располага со постара механизација, така што има и загуба на приноси. Жетвата почна овие денови, тоа претежно со јачмен. Пченицата мислам дека негде за 10 дена веќе е во сезон на жнење. Приносите се средни некои, нема некои ни да се жалат нешто повеќе или да се фалат, значи некаде 2,5 до 3,5 тони по хектар. Механизација има доволно за тој терен, го покриваат и комбајни, и тракторите и се. Мада е стара механизација, има земјоделци кои се жалат на квалитетот на жнеењето, квалитетот на собирање на и исчистување на зрното. Во овој период за земјоделците актуелна е мерката 50-50 преку програмата за рурален развој, преку која земјоделците можат да набават нови трактори, комбајни и останата механизација. Например, доколку комбајнот чини 30.000 евра, со субвенцијата на земјоделците им се покриваат 50% од вкупната сума. И нашите земјоделци сите знаеме дека имаат застарена механизација, значи сега имаат шанса, оние кои се заинтересирани, да аплицират и да си земат и трактори, приклучна механизација што му треба нова. Значи, тука програмата така се вика народски кажано 50-50, значи 100% од средствата првен, значи ги по потпишувањето на договорот со платежна агенција тие ги дават тие пари, а 50% му се враќаат од парите. Значи за пола пари од тракторот, ако кошта 10.000 евра, значи ќе му биде 5.000 евра. Инаку жетвата на јачменот и пченицата во руралните планински села од Козјачкиот регион не отпочнала, бидејќи житните култури се уште не се созријани. Жетвата на овесот пак ќе започне на крајот на месецот во сите села. Кривопаланчани вечерва имаат можност да уживаат во перформансите на дел од артистите од уличниот фестивал Баскерфест 2015. Фестивалот под отворено небо ќе се одржи на градскиот плоштад.
Предстојната среда на градскиот плоштад во Крива Паланка по трет пат ќе се одржи уличниот фестивал Баскерфест. Кривопаланчани со почеток од 19 часот ќе имаат можност под отворено небо да уживаат во неверојатните изведби на повеќе интернационални артисти, и тоа представи, пантомима, жонглирање, акробации, изведби на улични танчери и други креативни активности, сето тоа дополнето со богата музичка понуда. Настанот е под покровителство на локалната самоуправа на Крива Паланка. Тебе јас ќе ги повикам исто така сите да бидат присутни на каде што ќе биде на главниот градски плоштад, каде што ќе бидат неколку жонглери, неколку акробати и најслични овие изведувачи. На градскиот плоштад ќе можат граѓаните да дојдат, да уживаат бесплатно во нивната изведба. Баскерфест годинава го има своето јубилејно 10-то издание. Започна на 12 јуни во Скопје и ќе трае 1 месец, односно до 13 јули. Караванот составен од 100 артисти од речиси сите меридијани на светот, своите перформанси ќе ги изведе во повеќе од 20 града низ земјава. Баскерфест е првиот меѓународен и мултикултурен уличен фестивал во Македонија, кој поради уникатниот концепт е признаен како најголем настан од ваков тип на регионот. Истиот низ годините прерасна во културен бренд на Македонија со уметници од целиот свет и повеќе од 100.000 посетители секоја година. Културно-уметничкото друштво Панче Пешев од Куманово ќе настапи на 45-ти фолклорен фестивал во градот Шлиц, Германија. Ќе учествуваат 14 држави, а членовите од Културно-уметничкото друштво Панче Пешев ќе презентираат 8 кореографии. Културно-уметничко друштво Панче Пешев ќе учествува на фолклорен фестивал во Шлиц, Германија. Фестивалот се одржува по 45-ти пат по повод 70 години од постоењето на УНЕСКО. Ќе учествуваат 14 држави, а членовите од Културно-уметничко друштво Панче Пешев ќе презентираат 8 кореографии. Ние ова, да не кажеме зима, посебно почетокот на пролет, напорно работевме и се надеваме дека македонскиот и кумановскиот фолклор на најдостоинствен начин ќе го презентираме во Германија. Таму сме 7 дена. Значи, фестивалот ќе се одржува некаде од 8 часот па до 2 часот навечер. Ќе има активности, ќе има приеми, настапи по 15 минути, по пола час, дефиле. Сигурно дека ќе ни покажат доста делови од нивната култура. Членовите на уметничкото друштво велат дека со нетрпение очекуваат да го представат нашиот фолклор, кој според нив е брз, динамичен и доста интересен за земјите со поинаква култура. Значи, ова јас не го доживам како надпреварување, ова е како една дружба со сите, значи, други членови од други земји, други културно-уметнички друштва. Очекуваме најголема, значи, само дружба, едноставно, да распознавање нови култури, значи, начин на живење од другите земји што ќе дојдат, значи, исто играорци, играорки. Пред се очекуваме убава дружба, запознавање на нови култури, кои ќе ни ги презентираат и успешно да го представиме македонскиот фолклор. Секое патување за нас е доживување, се трудиме тоа искуство и таа љубов према уметноста да ја пренесеме и на младите. Колку ќе успееме, се трудиме, ќе видиме. Од Панче Пешев ни информира дека по завршување на фестивалот во Шлиц ќе заменат во Хрватска, каде ќе настапат во 4 града. Меѓу лидерите на политичките партии, премиерот и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски е со најголема доверба. Во Груевски веруваат 18% од анкетираните граѓани, што е за 2,5 пати поголема подршка во однос на Зоран Заев, кој има доверба од 7% од анкетираните. Али Ахмети е зад него со 6% доверба, а во Мендух Тачи доверба има 2% од анкетираните граѓани. Најновата анкета на Американскиот републикански институт ИРИ со седиште во Вашингтон покажува дека владеачката партија во Македонија, ВМРО ДПМН, убедливо води со 23% доверба меѓу граѓаните пред опозицијската СДСМ која има поддршка од 11% од анкетираните.
Меѓу лидерите на политичките партии премиерот и лидер на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски е со најголема доверба. Во Груевски веруваат 18% од анкетираните граѓани, што е за 2,5 пати поголема поддршка во однос на Зоран Заев, кој има доверба од 7% од анкетираните. Али Ахмет е зад него со 6% доверба, во Мендух Тачи доверба имаа 2% од анкетираните граѓани. Според анкетираните граѓани, владијачката ВМРО ДПМНЕ е најспособна од политичките партии за решавање на проблемите со економијата, невработеноста, корупцијата, владење на правото, меѓуетничките односи и локалните проблеми, безбедноста и сигурноста и интеграцијата на Република Македонија во Европската унија и во НАТО. На прашањето за која партија би гласале доколку утре се одржат парламентарни избори, вкупно 23% граѓаните би ја дале својата поддршка на ВМРО ДПМНЕ, 11% би гласале за СДСМ, за ДУИ би гласале 7%, а за ДПА 3%. Според Ири, 21% од граѓаните сметаат дека ВМРО ДПМНЕ подобро може да се справи со криминалот и корупцијата, додека за СДСМ е значително пониска довербата за оваа тема и изнесува 7%. Исто така сметаат дека ВМРО ДПМНЕ подобро може да ја реализира интеграцијската агенда за членство во Европската унија и НАТО. Партијата на Груевски со поддршка од граѓаните има највисока доверба и за обезбедување на безбедноста и сигурноста. ВМРО ДПМНЕ и премиерот Груевски имаат поголема поддршка од граѓаните во однос на локалната самоуправа. Германската канцеларка Ангела Меркел од Албанија ја започнува дводневната турнеја низ Западен Балкан. Со воздушен напад е убиен вториот човек на исламската држава во Авганистан. Две лица настрадаа во туристички авион во судир со борбен авион од типот F-16 во сојузната американска држава Јужна Каролина. Вести од светот. Германската канцеларка Ангела Меркел од Тирана од денеска почнува дводневната посета на Западен Балкан. Меркел по посетата на Тирана ќе замине на разговори со државните лидери во Србија и во Босна и Херцеговина. Предвидено е Меркел да се сретне со премиерите на овие земји и со нив да ги разгледа билатералните односи и енергетските прашања. Во Сараево Меркел ќе ја посети изложбата посветена на масакрот во Сребреница во 1995 година, рече Зајберт. Меркел во Тирана се очекува да допатува попладнево, каде покрај средбите со албанскиот премиер Еди Рама и шефот на државата Бујар Нишани ќе учествува и на економски форум. Предвидено е доцна попладнево Меркел од Тирана да замине за Белград. Мерките кои ќе бидат превземени за посетата на германската канцеларка на Тирана ќе бидат идентични со оние за време на престојот на папата Франциск на 22 септември минатата година и посетата на српскиот премиер Александар Вучиќ на 26 и 27 мај, кога за безбедноста се грижеа над 1500 припадници на албанското министерство за внатрешни работи и гардисти, а градот го надлетува и полициски хеликоптери. Посетата на Меркел ќе биде втора на еден германски канцелар на Албанија по 1999 кога Тирана ја посети Герхард Штредер 12 години по воспоставувањето дипломатски односи меѓу поранешна Западна Германија и Албанија. Афганистанската служба за разузнавање соопшти дека во воздушен напад е убиен вториот по ранг меѓу борците на групата Исламска држава во Афганистан, пренесу американските медиуми, пишува МИА. Портпаролот на Националната управа за безбедност Абдул Хасиб Седики вчера изјави дека Ѓул Заман и уште 6 екстремисти биле убиени во воздушен напад ден претходно во округот Ачин во источната провинција Нангархар. Тој не прецизираше кој го извел нападот. Според афганистанската влада, ИДА изведува упади во Афганистан и действува речиси во 3 провинции. Талибанците кои со владата војуваат веќе приближно 14 години ја предупредија ИДА да стои настрана од оваа земја. И двете организации сакаат да надметнат Исламска држава, но талибанците не го признаваат калифатот, прогласен од Исламската држава. Две лица во туристички авион од типот Цесна смртно настрадаа во судир во воздух со борбен авион од типот F-16 во сојузната американска држава Јужна Каролина, соопштија локалните функционери. Пилотот на F-16, наредникот Арон Џонсон, успеел да се катапултира пред неговото летало да се урне, се истакнува во соопштение на воздухопловната база Шоу во Јужна Каролина, во чија формација припаѓал авионот. Пилотот бил пренесен на преглед во базата според истиот извор. Локалните медиуми јавуваат дека е во добра состојба, дека може да се движи по несреќата. Судирот се случи 18 км северно од Чарлстон во Јужна Каролина, соопшти Американската сојузна воздухопловна агенција. Несреќата се случила во близина на цивилен аеродром во сектор зона воена операција.
Утре трите наши представници во Фудбалската лига Европа ќе ги одиграат реванш мечевите од првото квалификацијско коло. Работнички е единствениот наш тим кој што ќе игра на домашен терен. Во дуелот против Флора од Талин ќе се обиде да ја недополни негативата од 1-0. Средбата се игра на арената Филип II, а почетокот е закажан за 20 часот. Од 17 часот фудбалерите на Ренова во Кишинев ќе се соочат со молдавскиот состав Дачија, кој пред 7 дена во Скопје славеше со 1-0. Шкендија му гостува на Абердин во Шкотска, а во средбата што почнува во 20 часот и 45 минути ќе се обиде да се пласира во следната фаза без оглед на нерешениот епилог по првиот надпревар. Во Трговскиот суд во Загреб е регистрирана новата АБА лига, со што конечно се решени сите дилеми околу иднината на регионалното кошаркарско надпреварување. Со регистрацијата во судот отстранета и последната пречка за натамошно функционирање на ова надпреварување, и тоа ќе може да продолжи и во текот на следната сезона. Македонија преку МЗТ Скопје ќе има представник и во новото издание од регионалната кошаркарска лига. Меѓународен спорт. Напаѓачот на Ливерпул Рахим Стерлинг со одлична понуда да се пресели кај ривалот Манчестер Сити. Германецот Мартин победи на четвртата етапа на најпрестижната велосипедска трка Тур де Франс. Во октомври е договорен голем боксерски спектакл помеѓу Кличко и Фјури во Германија. Манчестер Сити не се откажува од одличниот фудбалер на Ливерпул Стерлинг. Најновата понуда која испрати богатиот шеик на Сити, Калдум Ал Мубарак, е зголемена и сега изнесува дури 70 милиони евра. Дали новата астрономска понуда за напаѓачот ќе го предомисли Ливерпул, останува да видиме. Сити ова лето постојано зголемуваше цената, но се беше без успех. Стерлинг во наредната сезона се наоѓа во врвните планови на менаџерот Роџерс, а тоа уште повеќе може да го одложи неговото заменување во Сити. Во секој случај, природниот рок ова лето во Англија повторно ќе биде мощно интересен. Германскиот велосипедист Тони Мартин патеката долга од 223 километри од Серана во Белгија до Камбраја во Франција ја помине за 5 часа, 28 минути и 58 стотинки, а при тоа возејќи со просечна брзина од 41 км на час. Со оваа победа Мартин го презеде водството во генералниот пласман, додека второто место го освои неговиот сонародник Џон Дегелкомп, а трет беше словакот Петер Саган. Во генералниот пласман сега Мартин води пред Крис Бруно од Англија. Фаворитот Роберто Контадор во моментов се наоѓа на 8-то, а Виченцо Нибали е на 13-то место. Следната трка на непрестижниот Тур де Франс се вози од Арас до Амиен и таа изнесува 189,5 километри. Во октомври во Германија е договорен спектакуларен боксерски меч помеѓу непрекосномиот Владимир Кличко и неговиот предизвикувач Тајсон Фјури, еден од најголемите надежи на светскиот бокс. Двете страни се договорија за овој меч, а истата ќе ја организираат промоторите Мик Хенеси и Том Лефлер. Кличко повеќе години доминира во светскиот бокс, а неговиот противник изјави дека е подготвен да го симне од тронот. Тајсон Фјури по потекло е англичанец и има серија од 24 победи во низа во 7-годишната кариера. Финансиските детали за мечот не се објавени, но се очекува ривалите од овој меч добро да заработат. Времето во Македонија сончево и многу топло со мала локална облачност. И утре времето ќе биде многу топло, но попладне ќе настапи преодно навлачување со локален повремено пороен дожд и грмеши. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник. Пријатна вечер.